Минуваат 5 години, релативно е времето, сосема очигледно со оглед на тоа дека веќе 5 години над градот, во етерот на Штип и во етерот оној кој што е интернет, светот, имаме универзитетско радио, УГД ФМ. И на самиот коктел кој што заврши пред малку, свечен коктел по повод 5 години универзитетско радио, споменав и сите се свесни дека со мене во студиото во моментот е најголемиот во наводници виновник за тоа што постои универзитетското радио. Професор доктор Саша Митрев, ректор на универзитетот Гоце Делчев. Ректоре, имате ли задоволство што после 5 години сте овде и што она што како размислувате за она што пред 7 години сте го замислиле, а 5 години веќе функционира? Времето брзо минува, 5 години поминаа од првата идеја која се роди да се основа универзитетскиот центар кој што е посветен на односи со јавноста, и во тоа време многу работи не беа направени на универзитетот, многу работи фалеа, почнувајќи од самиот наставен процес, значи фалеа самите објекти за настава, фалеа лаборатории, фалеа цели згради и објекти, а ние се решивме да правиме центар за односи со јавноста и меѓу првите инвестиции беше баш овај центар, со идеја да се направи првото радио и да се направи по можност што побрзо и првата телевизија која што ќе работи во рамките на Универзитетот Гоце Делчев. Времето брзо минува и еве денеска сме сведоци на 5 години. 5 години го славиме роден денот, 5 години од основањето на УГД ФМ. Ме прашавте дали сум задоволен. Јас сум многу задоволен од досегашната работа. Овде имаме веќе професионалци, професионални водители, професионални работници кои работат со камери, со фотографски апарати, со веб страни, со печатење на различни медиуми и така натака. Значи една одлична екипа која што е лицето на некој начин на универзитетот, лицето кој што ја пренесува пораката од универзитетот према граѓаните, а исто така се тие кои што ги примаат информациите од надвор према нас, внатре вработените. Се разбира, 5 години не е мал период, јако брзо минува, меѓутоа, кога ќе се сетите, еден од мотивите е полесно да стигнуваат информациите. Меѓутоа, од каде кај вас идејата, лично? Како размислувавте, бидејќи постоеше во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи студентско радио, кое што работеше па не работеше. Мотивот лично кај вас? На самиот почеток беше многу, да кажеме, од граѓаните беа сумничеви околу идејата за основање на Универзитетот Гоце Делчев. Различни информации стигнува од различни страни, се лиферува према другите медиуми ги кажува вестините кои се внатре во универзитетот и на самиот старт имаше многу разноличност во информациите. И почнаа да се случуваат дури и контраинформации кои што воопшто не беа вистините, да можам да кажем и лажни информации, пристрасни и кои што може многу штета да нанесат на самата идеја за основање на Универзитетот Гоце Делчев. Идејата беше нова, идејата е стара како така за основање на универзитетот, него самото формирање на почетокот на универзитетот беше релативно свежо, значи неколку месеци како почна универзитетот и се плашевме од медиумите да не информираат погрешно за нас. И затоа дојдовме до идеја да формираме еден центар кој што нашите активности што ги имаме, нашите ангажмани што ги имаме како универзитет, ги презентираме на јавноста и на тој начин да го приближиме и универзитетот према јавноста. И се формира делот кој изработуваше веб страната. Во тоа време и многу не посветува внимание на веб страната, тоа беше така, како луксус некој. А сега стана основно средство и за студентите. сега веќе 7 години потоа е основно средство. Без радиото, не може да се замисли функционирањето на некој начин. Воопшто не може, значи сите информации доаѓаат преку веб страната. Да не говориме за студентите кои што. А радиото со можноста што се пренесува и преку интернет, тоа е исто голема придобивка. Многу лесно нашите информации што ги имаме, ги пренесуваме во надворешната средина. Значи не ни требаат посредници
кој што може и на некој друг начин да го пренесе тоа што ние сакаме да го кажеме на јавност. И од овде, од таа гледна точка, мислам дека самото формирање на Универзитетското радио и Центарот за односи со јавност ја постигна целта. Овие 5-6 години функционира одлично, а сепак морам да кажам, тоа се заслужни и самите вработени во Центарот, кои што од самиот почеток до денес имаат еден одличен ентузијазам. Без ентузијазам не се прави ништо. Тие имаат ентузијазам, сите вработени. Паметам дека и на почетоците и вие го делевте истиот ентузијазам, јако имавте многу обврски постојано, нели? Почетоците тоа жешко лето кога се спрема опремата, кога се набавуваше, кога се градеше овој објект кај што сте овде, значи сте имале визија дека така некако сето тоа треба да изгледа. Меѓутоа, дали имате проценка дека значи, кога се формира нов медиум, оние кои што се постоечки го гледаат како конкуренција. Целта беше да стигнуваат информациите и да имаме подобра соработка. Дали во тој сегмент Универзитетското радио и Центарот за односи со јавноста помогна на соработката со медиумите, кое што денеска за волја на вистината е одлично? И јас го делам вашето мислење. Мислам дека соработката на Центарот за односи со јавност со другите медиуми е на исклучително високо ниво. Значи, ние не се бавиме со, сега, ако може да кажам ние, и јас прибавljам на овој центар посредно, не представува конкуренција во никој смисол. Значи, ние немаме реклами, немаме комерцијални настапи, ние имаме само информации кои ги пренесуваме и на некој начин во добар дел ги сервираме тие информации према другите медиуми, што на некој начин ги спасуваме и од дополнителни работни ангажмани. Во тој контекст е и овој делот за телевизија, кој што сакаме да го направиме, кој ќе биде телевизија, интерна телевизија, внатре во Универзитетот Гоце Делчев, со тоа што таа телевизија ќе прави продукција. Може да им нуди готов продукт на готов продукт ќе нуди на консументите на други телевизии пред се. На интернет ќе се сервираат тие материјали кои сака да ги погледа и секако внатрешната телевизија на универзитетот преку сопствената мрежа која што има ќе се презентираат на различни страни. Значи, идејата ни е уште еден сегмент да развиеме, тоа е видеопродукцијата, ТВ продукцијата, која што мислам дека е одличен медиум и ние тоа ќе го понудиме како готов материјал на другите медиумски куќи кои би го користеле како таков. Така. Кога дојдовте и денеска на роденденот на радиото, забележавте студентите се овде, оние кои што се на студиите по новинарство, кои што поминале низ редакцијата на УГД-ФМ и кои што сега доаѓаат. Ги гледате веќе и во медиумите, во другите, значи подготвуваме кадар. Колку сте задоволни од тој дел, какво е чувство да се види дека нешто излегло од овде и работи? Па тоа е најдоброто нешто што може да се случи на еден универзитет, ако има и пракса и ако има и теорија на едно место. За среќа овде студентите кои не се една голема група, значи студенти кои се релативно малку, но имаат одлични услови со самата оваа опрема овде, со самите технички помагала кои што постојат во Центарот за односи со јавност, да може да се припремаат за нивната идна професија која што ја одбрале, значи новинарство, односи со јавност и така натака. Мислам дека е тоа една добра компилација на теоријата и праксата на едно место и од овде можеби ќе бидеме сведоци во идниот период кога ќе излезат и првите дипломирани студенти кои што завршиле овде, кои првите почетоци ги имале во ова студио, во овој центар и со тоа ние како универзитет сме ја постигнале целта. Така. Радиото практично влегува во 6-та година на постоење универзитетот во 8-та. Да се префрлиме малку на самиот универзитет. Запишувањето, бројките над 3000 студенти оваа година се оптимизирали бројката и која е споредбата на она што е пред 3, 4, 5 години и сега во поглед на тоа што градот го нуди како можност, во поглед на тоа што се веќе решени инфраструктурните работи, објектите се готови, не се замислува таму каде ќе се движи универзитетот во иднина во овој поглед? За бројот на запишани студенти оваа година не изненади сите. Ние очекувавме помал број на студенти, очекувавме под 3000 студенти, некаде јас
лично очекував некаде околу 2600. Веројатно и како она дека во тие години полека ќе се намалува интересот, да, сепак го имаш. Што може да се очекува? 2600, 2500 студенти, такви калкулации правиме и бевме задоволни ако имаме таква бројка. Нашиот конкурс излезе некаде со 4700 студенти, а завршивме со префрлување на студенти од други универзитети, со странските студенти, со нашите студенти, некаде околу од 3800 до 4000 студенти кои се запишаа, кои ги поднесоа документите и добар дел од нив се запишаа во прва година. Тоа е за нас беше исклучително позитивен знак, исклучително позитивен сигнал, затоа што на сите, имам информации, на сите универзитети бројот во Република Македонија, бројот на студентите се намалува. Се намалува на некои универзитети и драстично се намалува бројката на студенти, а кај нас се зголемува бројот на студенти. Значи 3800 студенти е одличен број. Таква бројка сме имале само еднаш кај 2008 година, мислам помала, и сега ни се јави, а сега има многу помалку студенти кои студираат отколку пред 6-7 години, и тоа ни кажува дека можеби самиот универзитет со своите политики кои што ги има е на правиот пат на развојот на универзитетот и релациите кои што ги воспостави со самите студенти, можеби сите тие технички помагала кои се во функција на студирањето, електронскиот индекс, комуникацијата со студентите, олеснување на целата процедура, можеби тоа ги мотивира студентите да дојдат овде кај нас и да го побарат, да препознаат својата иднина баш кај нас. Така, за крај на нашиот разговор, бидејќи се слушаме во Штип и на интернет секаде во светот, но за Штип, студентите веќе знаат кои се придобивките, тоа го покажуваат бројките на студенти кои што се примени. Да ни кажете вашето мислење за тоа што се говори. Значи, Универзитетот Гоце Делчев работува над 600 вработени, значи многу луѓе живеат од него. Многу други дејности живеат од студентите. Што е се она што е како придобивка за градот според вас како ректор од почетокот на самиот универзитет? Што доби Штип и што добива уште со самиот универзитет? И регионот се разбира. Повеќе пати имам споменувано и пак ќе споменам. Финансиските моменти кои ги добива градот и регионот се исто така големи, но она што го доби градот и што е најважно, мислам дека доби младост. Доби млади луѓе, доби живост по улиците, перспектива за тие млади луѓе, се врати некој ентузијазам кај тие млади луѓе и тоа е тоа највредното што го доби градот и регионот. Значи, младите се овде. Значи, ние имаме десетици илјади во нашиот град млади луѓе, кои само пред 6-7 години одеа некаде. Дали во Скопје, дали во Бугарија? Дали во Скопје, дали во Бугарија, во Романија, во Грција, во Србија и така натака. Значи, си го бара своето место. Сака да студират нешто што е ново природно. Тоа е најголемата придобивка, што добивме младост, добивме млади луѓе во градот, а каде има млади луѓе, има и просперитет, има иднина, има се ќе се случи во позитивна конотација за тој град. Финансискиот момент за градот е она дополнително, затоа што до релативно скоро таа транзиција која што настана во изминатите 20 години во стопанството имаше страшни последици врз самиот град кој што немаше невработени, одеднашка се претвори во град кој што е град на духови, речи си ни една фирма не работеше како што треба, младите го напуштаа градот и од таква една состојба сега имаме многу изменет град благодарејќи по моје мислење на универзитетот. Меѓу другото и на универзитетот се разбира. Сите го споменуваат како нешто што е најпозитивно за Штип. Јас можам само да ви заблагодарам за разговорот и претпоставам дека се чувствувате убаво е чувството кога нешто што било идеја го гледате веќе 5 години како постои. Не само универзитетското радио и универзитетот лично како човек, не како ректор. Значи некош ќе се искушите, ќе погледнете од страна. Како се чувствувате со тоа дека сте дел, основоположник, човек кој што најмногу даде принос за себе? Секако пријатно е чувството тоа да се биде во една
приказ на кој што ја сунувавме повеќе луѓе заедно, да се биде во тие основачки моменти на една институција која што со текот на времето ќе си покаже колку била здрава во своето формирање. Самата организација УГД ФМ по 5 години веќе самодржлива на некој начин, функционира без дополнителен притисок од самиот менеджмент и од структурите кои што го управуваат универзитетот. Значи тоа е знак дека работите функционираат. Функционираат сами, самодржливи, се знаат принципите на работа и тоа е тоа што отсекогаш и јас како ректор и моите соработници сме го сакале, да направиме институција која што ќе биде самодржлива и која ќе функционира сама од себе. Значи не да зависи од поединец кој колку ќе вложи во неа енергија и ќе функционира. Ако не вложува енергија, ќе престане да функционира. Ако направиме институцијата да функционира како едно живо тело, како еден жив организам, постојано да биде активна и сама од себе да се на некој начин обновува, тогаш сме ја постигнале целта и како граѓанин би сакал да ја гледам таква институцијата од страна. Благодарам многу, ректоре. Тоа беше ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев, во разговор во отворената програма 5 години Универзитетско радио. И се надевам следна прилика сигурно ќе имаме кога ќе имаме и други актуелности кои што секојаш ги пласираме на нашите слушатели. Се надевам дека многу скоро ќе го отвориме и ТВ студиото, ќе го отвориме. Секојаш нешто ново за нашите, да не гледаат. Така. Благодарам многу. Продолжуваме ние со нашата отворена програма по повод 5 години Универзитетско радио УГД ФМ.